Ще за себе се повече от бюджетна цена. Шановни колеги, сега имаме на дилема, бидејќи повеќе пати од оваа страна сум слушнал дека ние работиме во интерес на граѓаните. Јас кажам дека и ние работиме во интерес на граѓаните. Значи, ако сме тука бирани од граѓаните, тогаш дај да работиме во интерес на граѓаните. Ова што денес го предлагаме е во интерес на граѓаните. Зошто да не се одземи концесијата на приватниот партнер кој стопанисува со градските паркови? Значи, уште приносењето на одлуката ги кажавме нашите аргументи. Денес овде мислам дека доволно е кажано и не сакам да се повторувам повторно. Значи, сакам неколку работи што да ги изнесам од оваа говорница. Уште приносењето на одлуката напоменавме најпрво да изградиме кратки гаражи, паркинг простори, па тек после да одиме на оваа втора варијанта, дали ќе одите со јавно-приватно партнерство или како што беше предлогот на опозицијата тогаш, а и денес стоиме на истиот предлог, да стопанисува едно од јавните предпријатија на општина Битола, дали било комуналец или нискоградна, или општина Битола, согласно законските прописи, може да формира јавно предпријатие. Вие сето тоа го игнориравте заради некои ваши повисоки цели и идеи. Сега додиме малку понатаму. СДСМ уште еднаш се обидува да го злоупотреби Советот за да покаже лажна грижа за граѓаните. И порачуваме дека наместо да го губат времето на Советот кој има поважна работа за решавање. Овој Совет ќе дојде со оваа одлука и овој Совет има право да дојде со друга одлука и ќе го оцени концесионерството. Колега Каджиевски, ова што сега предмалку го прочитав, се ваши зборови на пресконференција, одговор на пресконференцијата на колегата Горан Козаров. Значи, Советот има поважни работи, оваа работа не е важна. Спреме вас, некам да ја читам целата изјава во интерес на времето. Меѓутоа, во иднина, кога ќе браните некои интереси, бранете и како што треба. Сега сакам само два члена од договорот да ги прочитам, за да видиме дали се исполнети, не исполнети, што направил јавниот партнер или што не направил. Член 5. Приватниот партнер има обврска јавните површини врз кои добива право да стопанисува да ги уреди инфраструктурно согласно минималните услови за организирање на зонско паркирање и да обезбеди целосна опрема, објекти и друга необходна техника за непречено вршење на услугите кои се предмет на овој договор. Што направи инфраструктурно, да ве прашам, освен 3 трафики и 5 канти за боја, тоа е инфраструктурното уредување што ги има направено приватниот партнер. Значи, сакам да потенцирам една од сите овие забелешки кои што колегата Козаров ви даде, а се наведени во договорот за јавно-приватно партнерство и концесионскиот договор кој што има склучен општина Битола. Сега понатаму кажува целокупната инфраструктура останува освен да речеме половина од истекот на мандатот, значи после третата година колегата Валентин го спомена тоа. Ние не можеме тоа да го реализираме, затоа што приватниот партнер, колку што разбрав јас, формира друго некое јавно, како се вели, дојел или не знам, некое јавно друштво, кое што сите инфраструктурни објекти кои што ги согласно договорот ги поставил на паркинг просторот, значи рампите и овие киоските, се собственост на таа керка фирма на градски паркинг. Ако грешам, се извинувам, меѓутоа, така разбрав, така кажа. Ако е тоа така, општина Битола ништо не добива. Значи, дали ќе го раскини договорот сега, како што пише тука, после третата година останува цела инфраструктура на општина Битола, или договорот ќе тече 6 години,
и тогаш ништо нема да добиеме. Што добива општина Битола? Од оваа говорница тогаш спомнав, јас повторно ќе ве подсетам, да не заборајте што општина Битола добива. Ништо. Ние само му направиме услуга на приватниот партнер да зема пари. Зошто велам ништо? Затоа што месечниот надомест, регулиран во член 3 од договор, е 1/12 од износот од годишниот надомест културен во поставката за избор на економски најповолната понуда. Тогаш, економски најповолната понуда, која што вие ја изгласавте, вие, не ние, била 1.734.410 денари, или 1/12 во тој момент изнесувала 144.534 денари. Ова ли се пари? Ова е добивката на општина Битола? Ова е работа во интерес на граѓаните? На кој граѓани работиме во интерес? Овие пари? Сите тие пари што ги зема концесионерот, напоменаа моите колеги, ќе останаа општина Битола доколку вие имате доблест, тогаш заедно со нас да изгласаме општина Битола да се опали со својавите партнери. Ево, денес имате можност, зашто тоа не го направите? Не мора да гласате си, не мора. Сите што имате нека обврска кон приватниот партнер, останете си на оваа страна. Тројца преминете од оваа страна, ќе изгласаме, нема проблем. Нема проблем. Никаков проблем нема, никој нема да ве кара. Или сите се плашите да ги изгубите позициите, почитувани колеги. И денес овде браните нешто што не треба да се прави. Истото го правите при одземањето на концесијата во градскиот пазар, каде што година и пол и повеќе се борете да ви докажете дека таму концесионерот не стопанисува добро со тие објекти што се ја даде. За на крајот и вие да признаете и вие да изгласате и да се врати неовото предпријатие пазари, кое што ево функционира градскиот пазар. Сега истото ќе се случи после одредено време кога и вие ќе видите дека навистина човекот не работи домаќински. Ако работи домаќински, ако е секако што треба, ние немаше да подкрепиме иницијативата и немаше да бараме денес да се раскине концесијата. Јас воопшто не ме интересира кој е концесионерот и што е задолжен кон вас и што вие не го порачате. Воопшто не ме интересира. Мене ме интересира граѓаните на општина Битола, тие што ми го даде гласот, за јас овде да видам на оваа говорница и да ги штитам нивните интереси. И мислам дека денес цела опозиција ги штити интересите на граѓаните на општина Битола, додека вие треба да размислите како ќе гласате. Јас во интерес на времето кога ќе завршам, благодарам. Благодарам.